Окрупнување на земјиштето и производството, поголема конкурентност и подобар пласма на земјоделските производи. Земјоделците за да бидат конкурентни мора да се здружуваат, сметаат земјоделските стручњаци. Според нив, бенефитот од задругарството е повеќе кратен. Најмалку 5% пониски цени на репроматеријалите, поголема финансиска поддршка од државата. За задруга од помал обем, членовите добиваат 7,5% повеќе субвенции во однос на останатите земјоделци, или до 15% повеќе ако задругата е од поголем обем. Доколку пак преку задругата аплицираат за набавка на земјоделска механизација, државата покрива до 90% од трошоците или до 20% за наводнување. Во моментот, значи трета година поред, е објавено како програма дека ќе има финансиска поддршка на развојот на земјоделските задруги, што во секој случај е добродојдено за сите воспоставени земјоделски задруги и тие што планираат да ги воспостават новите. Поддршката е во делот на помагање за плата за управителот, за опремата да се обезбеди, да може да се обезбеди некој соодветен простор каде што ќе се состануваат и евентуално доколку има потреба земјоделската задруга од механизација и соодветна опрема за производство. Значи имавме позитивни искуства минатите 2 години каде што еден голем дел од задругите кои тогаш беа формирани го искористија ова како поволност од страна на државата кои се како финансиска поддршка во делот на помош во развојот на земјоделските задруги. Во моментот во Македонија функционираат 19 задруги, од кои 5 се од струмичкиот регион. Иако бројката се уште е мала, сепак и земјоделците се поголема е свеста дека со формирањето на задругите ќе се зголемат приносите, а производителите на тој начин поефикасно ќе бидат конкурентни на европските пазари. Доаѓам од задругата ДКК Фудс, која брои 16 члена моментално, што значи со можност на зголемување на тој број. Нашата задруга моментално е за градинарски производи. Се занимаваме исклучиво со домат, пиперка, компир, граф и така некои во помали количини други градинарски производи. Голем дел од производството и прометот во земјите од Европската унија се одвива преку земјоделските задруги. Во Германија 60 до 70% од производството на млечните производи, во Португалија над 15% од производството на вино, а во Шпанија до 70% од производството на маслиново масло.